Битката за врвот и состојбата во СДСМ изгледа е толку болна што предизвикува дури и здравствени компликации, бара хируршка интервенција. Слепите црева кои не вршат никаква функција може да направат проблем. Мора да се тргнат, особено ако се воспалени. Операцијата помина како што треба, веќе во текот на денешниот ден сме оперативни, в 19 часот. За жал морав да ги откажам сите теренски активности за вчера за денеска, меѓутоа денеска 19 часот продолжуваме со лайв чат. Кој знае кој го слушал и кој има интерес да оправа партиска политика. Иако кандидатите секој за себе да земаат некоја чудна поза во која за некого изгледа помила е партијата отколку државата. Бидејќи Северна може, ама не во името на СДС. Ако тоа биде условот, ако биде наметнато такво прашање, прво СДСМ нема апсолутно да го промени името, ако јас сум претседател, тоа нема ни да биде тема на разговор. И ако треба да се откажеме по цена на примање на средства од државата, да, ќе се откажеме. Меѓутоа името на партијата не можеме да го промениме. Ова чудно десничарење на левичарите наликува на актуелното левичарење на десничарите. И тие се против срамната придавка, ама немаат можност да ја сменат, иако има и повеќе за законот за реорганизација на владата. Доколку имаме 2/3 од бројот на пратениците во рамките на Македонското собрание, единствениот начин да се создаде можност да чекаат назад поврзан со Преспанскиот договор. Првото е да освоиме двотретинско мнозинство на овие избори, за да можеме да пристапиме кон промена на уставот и да го вратиме старото име. Шифтањето е дел од политичката традиција. Предпоставка е дека само никој не се сеќава кога и што зборувал за тие што биле опоненти, а сега се во истиот оркестар, само со друг диригент. Неспособноста на владата, начело со министерот Таравари и катастрофалните кадровски решенија, каде директори професионалци на македонските клиники беа заменети со партиски послушници, го уништија здравствениот систем во државата. Ништо поразлични не се ниту тие што сега се дел од парламентарната подпредседателска тројка. А беа толку многу закрвени што јавно и без скрупули се обвинува и навредува за се нешто. Семејството Милошовски е врзано за аферите 2-3 куќи во Злокуќани, превземање на Автомотосојуз друштвото, купување на општинска зграда Пласница и ред други афери. Во овој момент единствено ни останува можност да покрениме иницијатива за интерпелација на Милошовски. И на крајот, сепак има поведри теми. Пример за тоа се асоцијативните модни трендови кои ги диктира премиерот. Портокаловата е една од моите омилени бои. Оваа вратоврска ја добив на подарок од еден пријател и спонтано утрово ја облеков без никаква порака. Во политиката, ретко кога нешто се случува само по себе. Особено кај политичари, кои за себе велат дека се математички прецизни.